Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Немаше ме 5 дена, оправдано. Бев на плажата, мислам, чек в депортация. Али не ме собра. Що да кажем. Културно, приявен, чекам да ми кажат, брат, напущай и напущам. Моментално за 15 минути ни кратки видеоки гледам да правя. Бейки няма за филозофирам. 5 дена ме нема, що значи това е тренинг, страпливост, сами да вземете, да седнете, да изтражите. Има, няма да верувате, ама има вебсайт. Значи ако седнете, може да го изтражите. И ке видите дека няма нищо страшно. Тук сите чекат bull market. UX News, да не филозофирам, имате Translate, преведувате си ги на македонски. Мене ме нема на плажата сум. Преведени ви се на македонски и шо чекаме, другари, ово е бик, не е мечка. Значи, ако ги гледате на стоп мечки, значи нещо не е уред со маркето, ама седа дека е бикче, брат, значи самите овие канали сигурно няма да се глупират. Аш позитивни вести. Али има драма, да. Например, големите канали повикат сел да се продава биткоино. Ява е него канал на Алекс Бекер, гледам го, али него не е ставено групата за превод, пошто некош претерва со шиткоините, пошто Pump and Dump правят доста со неговата екипа, ама иначе вие може да го пратите така надвор от кои канали са на вебсайто, може да го пратите да видите, например, шо филозофира, пошто доста луѓе го гледат, али пазете, брат, од рекламите негови. Инаку, да, нема доволно пари, например, за сите овие чуда да се напумпат, да речеме, одеднашка. Али нашите нема загуба. Watch листата, 7 ден, за 7 дена биткоин 5%, Ethereum 8%, Solana 20% отиде. И ако имаше проблеми, чуда от проблеми, и ако да речеме, кажи го, нели имаше некој проблем со дека хакерите успеале нешто да најдат некои грешки по одредени најдели како да хакират, и највеќе сите шо нападнаа Solana и Software Wallet. Тука имаше паники малку, ние шо имаме Star Atlas и например да речеме јас сум у паника бил, да речеме шо се дешава со Phantom и со Software, и замислете си сега, баш Solana Network се пумпа толку многу, а шо уствари по логика, ако тия два волети кои шо на Solana Network треба да се напумпат, и ки си рече, чека, брати, со Solana малку да стагнирам. Али елитата гледаш, ако има некои негативни вести, сите да се свртат наместо на сите волети общо да се свртат, и наместо сите да речете, чека бе, Cardano нема никакви проблеми, сите почнаа да кукат и да плукат по Solana, по Phantom Wallet, по Software, а елитата одма шо направи, белото мече си го напумпа. И нарадо има 2 мегабайти меморија и си вика, супер, тука нема ништо проблем, забрават за секој чудо за 3 дена, 20% елитата, да речем елитата го не пумпала 5%, другите 5% се самите луѓе, пошто трчат и они нешто да фанат некоја паричка. Пошто тука никој не го интересира за технологија, страпливост. Тука 90% може да ви кажем дека ги интересират, не 90%, 70% ги интересира, јас извирал, 70% ги интересира голем профит и ништо друго. Не ги интересира да напукат технологија за staking rewards, за да живеат, туку ги интересира да купат, да продадат и да трошат од сабалет вечер. BNB 7%, Cardano скоро 8%, Chainlink 9%, Sui 10%, Avalanche 20%, Stellar 9%, Hedera 10%, Polkadot 9%, скоро 10%, Ondo доста литна 17%, VeChain 5%, значи Algorand 5%, KuCoin 12%, Render скоро 14%, на Трамп колекцијата 4%, Jupiter 8.48%, Optimism 10%, Gala
8, и ако замислете се колко драма има. Да Sandbox 50% ги отпущи, гледате, има скоро 9%. Дека бевме Gala, Sandbox, Axie Infinity има 4%, Ronin има 9.8, пошто има Staking Rewards и той не е ли мрежата. На Melania 3 запрека се думи с 4. И аз извинувам. Това брат само ще останав от спание и ми се спие па. Значи много е лошо, днеска е облачно. И кога е облачно, брат, мене ми се спие. SLP няма да го читам, а па гледате до моите поздрав, до моите екипа, що неки ще да играе. 10% нагоре, 10% надоле, 10% нагоре, 10% надоле, 20% нагоре, 20% надоле. Замислете си тия сите 150 играчи да играя, да имаш SLP, колко можеш SLP да се направи, али нищо, они сака да от дечките на работа и не може да и се мешам, да си одат на работа. Стар Атлас дал кой си товаре, ке видиме дали овај bull market или наредниот ке си има профит, 7%, еве не пропадна. Атлас 2.40, почне се прозеваш и край. Кафе няма да пием. Що сакав да кажам, значи октомври, ноември, декември може да кажем, трябва да е bull market за DAO и за Atlas. От и много коини ке се заключат, токени ке се заключат. За airdrop-о, я ке ви кажем кога. Друго одеме, драмата не се знае другари шо ке дойде. Дали метеор, дали воземјани, дали ке се случи таа, шо народо не верува и за COVID, ама ке почна да верува. Дали ке биде, ово веќе ве спремат, дали ке биде метеор и ке викат, знаеш, немам паника, па 2030 ке биде оно финалното или 2035 ке видиме. Дај лажен напад за конечно сите се обединеме и одеднашка ние нисме си закани, туку од надвор е заканата. Значи ќе биде фейк напад со холограм технологија. Ќе видиме дали сега овие месеци ќе дојде метеор или ќе дојдат стварно, мада ја најискрено треба да не се сега во земјаните, затоа што тај напад по теорија на заговор треба да не е, затоа што тоа е 2035, овие немат поставено, Елон Маск нема 150.000 сателити за да покрие цела планета со холограм. Немат имплементиран, да речеме, многу јак интернет на секаде за тоа да може да се случи. Немат сите луѓе инсталирано од Елон Маск бежичен интернет, мислам сателитски интернет. Некако многу ми е чудно зашо толку се форсира. Или е припремата, се надевам дека е припремата за јао тука да се тргнам па после, тука ќе е најголемата каша. Така да тоа ќе видиме, пратам, ако нешто се деси треба да фанам авион и да бегам, мада немам пасош. Америка, НАТО си играе играчки со сака да увлече Полска, пошто Украина губат. Играе си играчка со многу опасен со воена машинерија. И тоа многу ме прашава, брат, што ќе се десе на биткоин и на крипто и одговара. Што е да се случи, може да има мал пад, може да има и 2-3 месеци пад. Имаме од јануари до април исто може да се деси bull market. Значи нема ништо страшно. Нема ништо страшно за крипто. Има страшно за акциите. Тамо да му ја мислат, ја не сам у акциите. Како што кажав, луѓе, Америка е пред граѓанска војна, пред неколку дена излегнав, кажав, немаше ме, кажи го на YouTube, ама кој ме гледа на Instagram, фала на 170.000 ми имат видено, 170.000 фактички ми имат видено, не 170.000 луѓе, туку 170.000 пати ми ги имат отворено објавите на Instagram, што значи фала. Значи луѓето поинтересно е да отворат едно кратко за секунди стори, отколку да читат и да гледат видеа. Нато луѓе јас кажав дека тоа е
што викат некам да упаѓаме политика, Македонија била заштитена со НАТО, не уопште сите држави се гледате вооружуваат. Германија што е забранено да се вооружува ќе градила страшна армија. Значи што е нонсенс и е страшно. Голема провокација за Русија, не ја научија грешката од Втората светска војна. Еве да разлистам у Америка моментално што се случува. Трамп кажа, стварно сериозен председател, сите од тајни служби, полиција, војска што ќе се сафркават со смртта на еден христијанин, ќе бидат отпуштени од работа, овие не верува, секрет сервис од тајната служба емплои, лите од работа. Америка моментално некој ќе ми рече што не живееше, другари, ова е секојдневие, мислам. Погледнете у Москва, многу сум ја форсирал Москва, па најнормално јас сум ортодокс христијанин, иста ДНК по моето истражување, сите Словени носим иста ДНК. Јас сум Америка турист, така да не можам да лажам од јас сум Америка да викам леле брат тука е супер, како другите македонци што ги лажат родителите дека тука тече мед и млеко, а они ствари се од точка А до точка Б од работа до дома и после там некои туристички места одат, кажи го, напијат кафе и се сликат као тука, нели, све е супер, плаќат луди суми таму скап небрхот да живеат и тоа го сметат за безбедно. Мислам што ти кажам, и да литнеш до Македонија еднашка у летото и еднашка у зимото, там да се курчиш со извинение на сиромаштијата, и тоа било достигнување, ја не го гледам уопште достигнување. Достигнување како мексиканците, како латиното, како русите, како други од бугарите алалде што на пример работат тука по 15 години, ама сежио продадеа пицери, куки, бизниси, сежио се врнаа назад у Бугарија, затоа сега тај бум со нивниот хаус маркет. Така да македонците ништо не прават. Ја не сум толку доволно мокен, нели, да речем, ама има тука мултимилионери македонци, има милиардери, ни еден не видов да се врне у Македонија да отворе бизниси, да градат куки, тие куки стоат празни, да, придонасат за економијата доста, ама тие куки стојат празно и градат слама, ништо не прават. Значи, уствари треба да прават како бугарите, како србите, како храватите, да речеме, како словенците, како русите, градат тука, да речеме, кариера, имат бизниси, сеживо и како овие латиното, посебно мексиканците. Еве имам пријатели што тука работат обични работи како пица мајстор, Убер, прават доста добри пари, сеживо враќат назад у нивните држави, градат бизниси, а не е како вие нашите тука само трупат куки и ништо друго, освен да се дружат у некои празни мобети со знамиња и играат нешто тука, као демек традицијата ја продолжувале. Децата не изборат англиски, каква традиција? Децата не изборат македонски, каква традиција продолжуваат, не знам. Децата поимат немат ништо за историја, за античка историја. За разлика од другите народи многу добро си знаат, например, кој да праш мексиканец знаат дека делови од Америка се нивни и замеси веруваат дека уеднина ќе станат панивни. Така да Кина и Јапонија и Филипините, мислам, Јапонија и Филипините провоцират по Кина, тоа нема да заврши добро. Јапонија не е тоа што беше пред многу години кога ја тромозеше Кина. Кина не го е забрела тај геноцид, така да Јапонија се играе со многу опасна, тоест знаеме длабоката држава ја буцка. Филипините немат леп да јадат иако се 90 милиони. Играат си играчки, така да тоа е за крипто е позитивно, другари, на долг период. Значи многу луѓе паничи што ќе се десе, супер. Супер. Војни, конфликти, драми, тоа е све окей. Затоа што сите од кеш, од злато и од сребро и од кажи го други вредности ќе се префрлат у биткоин и у крипто. Ово нема никош да го забравам, ќе ми рече некој зашо, чека другари да ставам само уште 10 минути. Ово нема никош да го забравам, другари, ово е наша ДНК, да, дешава се брутална војна во Украина, али тепат се наша ДНК, русите и украинците се луѓе кои што пред 2000 години од бегајки од Римската империја по 67 години брутална војна, значи неорганизирано, затоа што кажи го се не ме држете за збор, само чекај само да видам една работа. Мобето ми беше спонзорав за ово да ви го покажам.
Значи имате индийка, неписмена дигитално и доста индийци млади сум запознал кои што лупат зелени глупости, додека старите много добро знаат. Али навија британската империја има успеено да го испере мозокот, значи луѓе, македонската и римската империја 67 години брутална војна и овие се враќат се дел од тоа едно од племињата оди креира ја посилна Киевска Русија. Инаку тие не одат рандом тамо, како некои историчари што истражуваат, рандом одат дека е сега Украина и демек креират нова држава, нели? Не, тамо е имало остатоци од преходно од војската на Александар Македонски, од Филип, кои се истражувале. Секојаш имало мисии кои се истражувале, имале се тамо постови и секојаш се е знаело и се комуницирале и овие не бегат тука, едноставно се преселуваат на веќе истражена територија и комплетно ја земат територија со ресурси. Значи 3 години си мистерија на Александар Македонски, али тоа у вебсајтот ќе го форсирам кај мистерии, али сакам да ви кажам дека мобето ми е за мене ово е убиена наша ДНК, брутално, и кога ќе ми рече некој, еве, девојчето избегало од една драма што ја креира длабоката држава, доваѓа у Америка, која што треба да биде најбезбедна држава, има ресурси да биде најбезбедна држава, има најдобрата полиција на цел свет, 85-95% од америчката полиција е брат појаки херојси од самата армија, затоа што сакам да кажам, армијата на Америка е храбра, боре се, али не е секој ден у војна. Америчката полиција е секој ден туку брутална војна и криминал и ги нив напаѓат, брат, таква полиција не е видена, брат. Ја би да македонската полиција имала тренинг и комуникација со америчката полиција, дека, брат, овие одат, не се знае дали ќе се врне дома. Значи не се знае дали ќе се врне дома. Војската е многу потешко, храбри се херои, многу е потешко да загинат, пошто и америчката армија имат сериозни тренинзи. Гледате на 15 години војна во Афганистан, бројката не е толку голема како на пример америчката полиција што гине успоредба, нели, туку во не се воени услови. Нама сакам да кажам, мене не ми се живее у држава дека длабоката држава не дозволува да има доволен број на полицајци. Че американец полицаец се вози, у исто време треба да гледа на компјутерот, што е голем ризик, нема да може да види што се дешава околу него. Значи минимум 3 полицајци мислам дека треба да бидат у едно возило, за да би ја викал, тука супер е безбедно. Например, лупам сега да речеме у Сиетл има 1000 полицајци, брат, тоа е мала бројка, 5000 минимум треба да биде. Тоа е соодносот кој што треба да биде. Уши 5000, значи 4000 полицајци фалат, да речеме. Ако си 1000, сега порапрето ја знаев точна бројка, ма сега не ме држете за збор. Ако си 1000, значи моментално фалат плюс 4000. Тоа е 4000, да речеме нови, не ајде возила, ма 4000, нека не се, нели, кажи го толку возила, 4000 луѓе да се барем по 3. Да се по 3, да речеме, у едно возило и минимум да се 2 патролни возила доста близко. Значи 6 луѓе кои што стварно ќе можат да дојдат на лице место се справат одма со ситуацијата. Значи инаку луѓе ово нема да престане да се дешава, али Трамп има сериозен план да го рестартира се ово, да се надевам дека ќе го реши. Се од тога ја, брат, ви кажувам 12 години. Фала на сите родители што повеќе ми верувате на мене отколку на собствените ваши деца што се Америка и не ви кажуваат колку е сериозно. Јас сум тип дојден да истражува, не да провоцира, дојден да истражува и мене јас со во што го споделувам од американци, значи од амерички извори го споделувам и сакам да се знае сликата која е. Да, јас живеам супер сега бјурием безбедно место. Пред некој ден ќе ми зедеше питбул, пред друг ден ќе му ударија тројца лудаци од чиста мера што 80-90 годишни возат тука. Друг азиатец еден ќе му удареше за тоа што брат си гледа телефоно. Трет еден латино пуштил музика, возе со една рака, мисли дека е Шумахер, исто ќе се забодеше таму, ќе направеше голема белја.
Значи треба и сериозно да не речем совраќајна полиција фали у Америка, кога ми рече некој брат зашо не живееш, објаснувам ви, трудам се да ви објаснам другари, наместо да филозофирам дека тука тече мед и млеко, сакам да ви објаснам дека тука другари ние што ви кажавме пред сериозна војна граѓанска и што сакам да кажам. Многу голем ризик е да правите видеа, луѓе инвестирајте у акции на подолг период. Да, Тесла, Боинг, тие компании ги држи ЦИА, тие се на длабока држава, тешка работа да пропаднат, да, ќе одат нагоре, да, нема да престане тие корпоратски гиганти. Мене лично што ме прашувате, не ми треба таа драма и не ми треба тај стрес и јас сум крипто другари. Дали би трейдал, пак ќе кажам, ќе повторам по милион пат, акции, да, ја би сакал да научам акции како да трейдам, затоа што многу полесно ми се отколку крипто. Пошто ја ги пратам овие работи и драми, мислам дека многу полесно ќе им биде. Да го надам и би сакал еве кај Ван да дојдам и да видам они на кој начин го тоа прават и да научам све ме интересира за Wall Street и за акциите кога веќе можат од Македонија да се трейдат, многу ме интересира да го соберам тоа цело искуство. Ќе си платам или ќе ме викнат, не знам, покана. Сакам да го научам тоа кај Иван, да се запознавам со тај тим, воодушевен сум што стварно прават сериозни проценти и ги прокажуваат, не е лажно. Не е дека ја нешто ги напаѓам од изборот крипто, едноставно не согласувам дека крипто би го ја лично купувал и трупал на подолг период, али ме многу интересира да ги научам тие процентоти, збореме за интересни проценти. И интересна екипа, мене ме интересира такви луѓе што више целата негова екипа студенти ме интересира што дечките брат не одат само на работа и да лаат и да кукат, туку улават у ризик, сакат нешто, без разлика прават, не прават, сите прават проценти, не сите не прават толку големи проценти, мене ме интересира сите да ги запознавам, дека тие се веќе на друг левел дечки, разбираш, и сакам да ги запознавам. Ја би сакал со такви луѓе се дружам, отколку да седнам на кафе некој да ми кука, части брат, абе ти милионер, ај брат, значи бошмове ти саке тепа, таа партија, ваа партија. Такви не ме интересират, ке се трудам да не седам. Со такви укочени на кафе, мене ме интересират дечки како на Иван екипата и геймери тука да разменеме мислења, геймерите да видиме зашо толку се тегават да не улезат у крипто и ме интересират, пали ке зборам брат, 30 минути, ме интересират луѓе кои што се напред веќе се отидени. Русија, ово е многу голема, здравје поздрав до Иван и до екипата. Ово е, другари, многу голема порака од Русија, дека ово е на границата и сега многу луѓе викат, Русија провоцира, прво, дроновите не се на Русија. Тие дронови се од Украина и се лепено сечено и пуштени у Полска. Полска не е проста, али па Полска дел од армијата е со длабоката држава, така да тоа е лошо, а дел од армијата е со, да не речем, не е со Русија, поляците и русите се у сериозни проблеми, не е со Русија, ама е сериозна војна машинерија која што не би сакала да има војна со Русија, пошто се свесни што е Русија. Така да ово е добро за крипто, многу луѓе што ме прашаа и брат гледа што се дешава, ви кажав на краток период, може да падне, на долг период, паднали биткоин на 30.000 што викавте? Не. Лита брат, 116.000. 5% у биткоин е ново. Тоа е, да ви кажам само, нели, видео дека нема ништо страшно и што е да се случи. Ово е, другари, 900 милиони од длабоката држава упаѓат, иначе ниту еден народ не може да направи вакво нешто сам. Значи, специјални единици се тренират, убацуваат се со хеликоптери, со авиони, парашут литат. Значи, и тип се појави одеднашка, брат, High Definition снима, никој не го натепа, се му дадеа да снима, High Definition снима, ние, брат, у Америка интернет осветска не можем да се уклучам да играам, ама типо се појави тука High Definition, приказни са мали деца. Друго Америка, кој ќе речат безбедно, да, Америка е 50 држави, да, кај мене овај дел дека се плаќа рента солена, да речеме, плажата, исто тие што плаќат тамо дека одам на плажата, плаќат исто солено, за да е безбедно. У Америка, другари, секој ден усред бел ден се пукат, брат. Ова е со белата кола, што да кажем, што помина. Секој ден се пукат, секој ден. Ако у Америка се има на YouTube да гледате, кажи го,
Аз се извинявам. Изсушия с устата. Зато трябва 15 минути да е видеото. Али 30, айде. Гледате, не можем се да се склопам, брат, и да набутам образина в 15 минути видео ще ветерате. Ке гледате, кой го интересира, ке гледа. Мобето е 50 държави постоят. Да, постоят много безбедни държави, али другари, ние и аз съм дойден тука да шо повече пари да ми останат, за шо повече пари да ставам у крипто и сакам да ги нямам тия стресови. Разбирате ли? Тук ног на време не можеш да идеш на продавница и не можеш да отидеш да ставаш бензин. Тук ног на време не можеш да излезеш да прошеташ. Все трябва да го трупаш отдено да биде, разбирате ли? Така да не ми се живее от таква държава и не ми се живее и с какви изроди. Мажо и да се надявам дека нели нема исто мисленje како неја, ако има, супер, кармата го удри и него. Рамбал цел живот стварал у Америка, например, да направиш компания, не е за фраканция, просек 3 години ти трябва да бидеш стварно много добър и квалитетен. Значи типката решава да излава домакинката. Значи ја немам нищо против, ја иако ќе кажам, мислам дека жените трябва да бидат домакинки, да ви родат от 3 до 5 деца. Тоа е најголемата мисија за една жена. Македонската економија може да се спасе само со 3 до 5 деца. Минимум, што се вика 5 треба да почна да имат у наредните 3 до 5 години, за длабоката држава да рече, еј брат, овие почнуваат да имат 5 деца, македонците у принцип се високо интелигентни и дај малку да се свртаме со македонска политика. На Македонија не и треба нуклеарки, на Македонија не и треба тенкови, на Македонија не и треба луда армија. На Македонија и требе, чека да не блокират, на Македонија и требе бројка од 3 до 5 деца за таа длабоката држава да не сване дека од нас не може да ни истребат толку лесно и дека треба да се завртат кон македонската политика. Значи, што е мобето, колку повеќе деца имат фамилиите, значи, толку кажи го, Македонија ќе може да се спасе, затоа што еве овакви дома што седат како оваа и се глупират, погледни одвратна сатанистичка фаца, што се глупират, еве интернетот, тоа ми свига Америка, например, ќе проба нешто да се прави паметна, ово иначе се радува на смртта на Кирк, на Чарли Кирк, на христијанин кој што пробаше да освесте младината. Исто и македонци има што се жлембат, само ние немаме сериозна држава да земат да ги соодветно казнат, пошто да се жлембеш на смрт без разлика што Америка, без разлика што е далеко, значи ние збореме за психопати. Значи службите треба да ги видат кои се тие профили у Македонија што се жлембат и што коментират и што плюкат, затоа што тај утре може да наштети у Македонија на македонски граѓани. Страшно е, доста си од етничкиот дел, треба да се однесе една екипа малку да ги образоват, не знам по планините ли живеат тие од етничкиот дел, да се жлемат, да плукат. Не ми е јасно, али мобето е Македонија треба луѓе да има од 3 до 5 деца и овакви домакинки кои има 3 до 5 деца нема да се глупира на интернет за мажи да изгубе работата, тоест да му пропадне компанијата и плюс Америка е кога ќе вишиш изгледнеш јавно така да плукаш и да те имат фацата и името и компанијата е ставила цела фамилија со нејното глупирање на TikTok 2 секунди слава, цела фамилија е ставила у опасност и плюс и тоа е другиот фактор зашто не ми се живее во Америка, пошто ти и добро да кажуваш, па има некои изроди што може да ти наштетат. Така да Путин исто кажа дека треба да не се играат. Едино у Америка што баш го споделив и ми се допаѓа оваа брата мишите што живеат брат у посебен универзум. Ако веќе живеете македонци, балканци, словени, наша ДНК у Америка, трудете се од овие луѓе да купите храна. Каков поглед, каква религија имат, какво мислење имат, каков живот живеат се и нивно, гледајте, ако више живеете у Америка, гледајте како елитата да купувате храна од нив. Овие знаат што одгледуват, овие знаат што продават. Јас знам дека многу македонци нема си селете назад, барем да ви давам, немој вашите деца да ги хранете со овоа GMO срање, со извинение, и да се курчите тука дека вие нешто сте постигнале, дека имате скапи куки, скапи коли, а сиромашен е фриждеро. У Америка се гледа богатството, какво е у фрижидеро и шо ги ранете вашите деца.
Тоа се гледа, а не каква куќа имате, какав бизнис имате или каква кола имате. Прво се гледа што повеќе македончиња да имате, после ја се извинувам нели што напаѓам оној ќе речете ама ние имаме барем 2-3 деца или едно. Я немам затоа што не сум најдел соодветна македонка со мои погледи исти. Затоа не сум оженет со македонка или од словенските племиња, русинка, украинка, србинка, бугарка, хрваткиња, црногорка, босанка, словенка, белорусинка, полјакиња, мен не ми е проблем да женам, значи таа сум истражувал, тоа е наша ДНК, така да не ми е проблем. И затоа не сум се женил и радо да би не дел жена да ми роди 3-5 деца, да е жива и здрава и дома само да седе, да речеме нешто онлайн да работи и на работа ако сака да оде, разбираш, подршка ќе се менеме тука ја, например, ја поможам да ичувам децата, ако сум у крипто, така да уште поинтересно. Само сакам да ви кажам, ако сеете више да сте толку тврдоглави и нати, да не се префрлоте како другите, бугарите лалде, бугарите браќата тракијци, значи тракијци и лирите, више се преместуваат, братче, таа наша ДНК се освестува, преместуваат се другари у Бугарија и почнуваат там бизниси, там компании, там да си градат, да си ја гледат иднината и Бугарија многу побрзо, кажи го, ќе се преселе од Америка и ќе се спасе од тука. У Бугарија што следува, ќе има драми, али пак има и народ што ќе се бора за нивните драми. Еве, брато, што да зборам? Еве, тоа пат мислев на почетокот на видеото ќе е. Еве, што да зборам, Литал Солана, белото мече се го пумпат. Оваа недела ќе биде интересна, тоест овие 2 месеци, октомври, ноември, другари, гасам, чекай да само колку зборам. 31 минута, окей. Уште 2 минути. Ќе има интересна драма, овие 2 месеци се очекува, да речем, биткоин, ја би се надевал да летне 170.000 или 200, за сите да ги зафркнат, да иде 170-200 и после да падне 100 или 90.000 до bull маркето, пошто мен не ми се допаѓа да он да отиде само 120 или 150, па после да може да паѓа па 60-70 не ми одговара за алткоините. Мене ми одговара 170.000 да го видам и 200.000, за да има простор после да падне на 100.000 или на 90.000 највеќе. Флеш краш. Тоа ми одговара највеќе. И тука ќе завршам. Кина, брат, Star Trek оде веќе. Допаѓа ми се од Star Atlas, купуваат луѓето $102 Legendary за играта, тоа ми се допаѓа. Тука не го кажав, Америка исто гледате, тука е тепачки, чуда, само не се прикажува се на телевизија, али има доста тепачки, али секој му чест на овај американец за што бране честа и достоинството на Америка, за такви изроди како овај што напаѓат, замислете си, напаѓа го меморација дека пробат американците да одржат, тој е млад дури, што е страшно, напаѓа, креира драми, значи добро е што го опси одма и добро е што има американци освестени да не дадат да ескалира, иначе беме пред сериозна граѓанска војна. Тоа е, другари, поздрав и чао!